Од денешна гледна точка, една таква, би рекол, комеморативна седница за оддавање на почит кон жртвите и читајќи ги записниците од координациите, сите кои што земале збор за ова консензуална одлука е токму тоа, да се превземе чекор со кој што нема да се наруши почита и траумата на најблиските на жртвите. Така што се согласувам дека можеше да биде и поинаку одлучено. Направивме се што беше и се што и правиме, мислам дека и се уште се што е во наша моќ, меѓутоа во однос на јавно оддавање на почит, можеби можам да се согласам дека таа одлука за неработење на телата на седниците, тоа не значи дека ние не бевме и во собрание или во претедничките канцеларии во своите градови каде што доаѓаме, меѓутоа она што го бараше јавноста ние точно не го дадовме. Можеби од првата недела ден на жалост е разумно што не работевме, меѓутоа позитивна и искрена е реакцијата на јавноста за втората недела и можеби сите заедно 120 пратеници треба да се извиниме по однос на тоа прашање, но секако посвестум и да сакавме не можеме да влијаевме оваа втора недела, бидејќи, како што кажа и колегата, моментот беше многу сензитивен. Ние не треба да мислиме на тоа како ќе реагира јавноста. Ние сме таму, значи, и според устав, и според деловник имаме надлежност, имаме обврска да работиме во собранието, да поставуваме пратенички прашања, да доаѓаат од власта и да ни даваат одговори. Во тоа време имаше премногу дилеми, премногу прашања што ни ги поставува и самите граѓани. Значи, јас мислам дека во тој период не беше во ред што не бевме ние на работа во собрание.